Почитувани граѓани на Преспа, на 15. октомври 2017 година ја доби вашата огромна подршка заедно со вас да ја водам општина Ресен. А вашата доверба за мене е огромна одговорност кон граѓаните на Преспа, со кои што заедно ја напишавме визијата за Преспа за овие 4 години за подобар квалитет на живење на сите граѓани преку домакинско управување со локалната самоуправа. Мојата мисија за периодот од 2017 до 2021 година произлезе од вашите идеи и предлози кои што се составен дел на програмата, со која се обврзав да обезбедам модел на развојно унапредување на општината со цел обезбедување на квалитетен живот за сите граѓани на нашата општина. За остварување на програмата, јас уште првиот ден од мандатот се ставив во комплетна служба на граѓаните и како институција сме целосно отворени и достапни за барањата на граѓаните. Поаѓајќи од принципот на транспарентност, јавност, отчетност и одговорност, а имајќи го во предвид обврските кои што ги превзедов со програмата за иднината на општина Ресен, до вас, граѓаните на Преспа, го доставам извештајот за работењето на општина Ресен во првата година од мојот мандат. Го давам мојот отчет за тоа што е направено, дека тоа што е реализирано е во функција на граѓаните, како и начинот на кој се реализирани обврските. Пред нас беше решавањето на наследените инаку огромни финансиски проблеми, проблемите со неодржување на комуналната инфраструктура, лошата состојба на објектите во образованието, културата, детската заштита, спортот и голем број на нерешени проблеми на граѓаните. Со цел обезбедување на информираност на граѓаните, во прилог ќе ги истакнам само дел од наследените проблеми кои што остават огромни последици на општината. Од вкупниот долг по разни основни од над 92 милиони денари исплатени се 25 милиони 414.526 денари. Од износот од 66 милиони 260.807 денари, со кој е блокирана сметката на општина Ресен од октомври до сега дополнително од сметката на буџетот на општина Ресен исплатени се средства во висина од 2 милиони 807.988 денари. Доставените ситуации и фактури за асфалтирање на изградба на тротоари и градежни работи, доставени после примопредавањето во износ од 5 милиони 631.013 денари, во целост се исплатени од буџетот на општина Ресен. Општина Ресен во 2016 година има склучено договор со јавно-приватно партнерство за улично осветлување. Договорот за воспоставување на јавно-приватно партнерство за реконструкција, модернизација, надградба и одржување на системот за јавно осветлување на подрачјето на општина Ресен е склучен на 15 години со вкупна обврска на општината од 90 милиони 57.600 денари. По тој основ, општината секој месец плаќа по 500.320 денари. И до октомври 2018 година исплатени се вкупно 6 милиони 3.840 денари. Од вкупно неподмирените обврски за основното образование во вкупен износ од 8 милиони 373.257 денари, од кои 1.705.838 денари за тековни трошоци и 6 милиони 667.419 денари за превоз на ученици. До денес наследените обврски за тековни трошоци во цело се подмирени, а наследените трошоци за превоз на ученици за претходните 4 години до крајот на годината во целост ќе бидат подмирени. Според податоците добиени од Средното општинско училиште Цар Самуил, неподмирени биле обврски со вкупна вредност од 10 милиони 874.366 денари.
За тековното работење затекнат е долг од 678.328 денари, кој во изминатава година во целост е исплатен. За тековното работење од самофинансирачката сметка затекнат е долг од 324.514 денари, кој е исплатен во целост. За превоз на ученици затекна долг од 9.871.524 денари, за кој се води судска постапка. Почитувани согаѓања, ве молам, проследете ја презентацијата за нашите едногодишни активности.
секогаш се може повеќе. Голема благодарност до Советот на општина Ресен за поддршката што ми ја дава. Исто така им се заблагодарувам и на сите вработени кои што работеа на сите овие проекти, како и на меѓународната заедница за сесрдната помош и поддршка на сите овие проекти. Со цел в година да бидеме уште подобри. Ќе се залагаме и ќе продолжиме да работиме како сервис на граѓаните на општина Ресен. Јас искрено верувам дека Преспа во наредниот период ќе биде општина со европски манири. Ви благодарам.